Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Нови летни горештини, лебот се пече по нивите, но веќе жетвата е во голема мера кај јачменот завршена, останува да се дозавршува жетвата на пченицата. Она што е најголем проблем оваа година е цената на пченицата, која е навистина мизерна, по 10 до 11 денари, велат земјоделците. Ваква ниска цена на вокави трошоци не паметат толкави загуби да имале досега. Апелираат, укажуваат и особено очекуваат од новиот министер да се заангажира и да се зафати со овој проблем, да се најде некаква интервентна мерка, да се надополни разликата, да се види како да се преброди оваа криза. Позитивната работа е што е надминат оној проблем со складиштење на пченицата на државна сметка. Оние заостанати долгови биле расчистени и повторно ќе можат земјоделците да складиштат пченица во државни силоси, но и тоа е прашање колку ќе придонесе, ќе се чека подобра цена, но еве лани се чекаше подобра цена, не се дочека, само стоеше пченицата и годинава има најави дека навистина е богат родот и во Србија и тој врши притисок и на ниската цена и на проблемите дали ќе има понатаму поскапување на цената. Сето тоа треба добро да се искалкулира и затоа велат земјоделците сега единствениот спас го гледаат преку некаква интервентна мерка државата да надополни некој денар за да не бидат во тотален колапс, во тотални загуби. Во денешната емисија ќе позборуваме и за фактот дека веќе на најжешкото столче во владината реконструкција седнува нов министер за земјоделство, кој го чека доста работа, многу проблеми натрупани од сите страни. Земјоделците укажуваат дека се е итно, се треба бргу да се решава и за млекото и за сточарството, откупните цени на пченицата, за црвената пиперка, треба да се седне да се разговара, вела многу проблеми, многу работа. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Сточарите и одгледувачите на говеда од источниот регион се собраа на мирен и достоинствен протест пред просториите на подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство во Делчево. Целта на овој собир беше јавно да се изрази револтот од моменталните пазарни нарушувања и доставување на итно барање до надлежните институции. За сточарите несфатливо е во земјава за време на драстичен пат на сточарството да имаме наводен вишок на млеко и млекарниците да немаат интерес за откуп. Од домашното млеко едва и 60% можеме да го задоволиме потребите за домашниот пазар, заради што се сомневаат дека проблемот е во неконтролираниот увоз на млеко и млеко во прав од Србија. На тој начин се создава нелојална конкуренција и директно ги притиска преработувачите кои работат со вистинско домашно фармерско млеко. Наместо заштита, сточарите се соочуваат со неосновани закани за тужби за протести и брутално кратење на откупните цени за цели 30%, со што се принудени да го стопираат производството и да ги празнат шталите, велат од сточарското здружение Симентал од Делчево. Општина Пробишти почна да ги прима пријавите за штетите на земјоделските култури и на објектите по големиот пожар кој се случи на 3 јуни во атарите на селата Неокази, Бучиште и Ратавица, информираше градоначалникот на Пробишти Птоневски. Тој истакна дека пријавувањето на штетите ќе трае до 15 јули, пошто на терен ќе излезе комисија за проценка на штети формирана од општината. Според првичните проценки опожарени се над 250 хектари во атарите на трите радовишки села. Главно се земјоделски површини, има нискостеблеста шума и пасишта, зафатени се пчелни семејства, овоштарници, житарици и дел од куќите во село Бучиште. Вообичаено во летниот период, АДМЕПСО ги повикува земјоделците во периодот на наводнување и жетва да бидат особено внимателни при користење на системите за наводнување, земјоделската механизација и другата опрема во близина на далеководите од преносната мрежа. Заради безбедноста на луѓето и сигурност на електроенергетскиот систем, неопходно е да не се поминува со комбајни или друга робусна земјоделска механизација под проводниците на далеководите, да не се поставуваат цевководни системи за наводнување во далеководните траси и под проводните јажиња, да не се креаат метални цевки во близина на проводниците, бидејќи металот е проводник на електрична енергија, како и да не се поставуваат прскалки за наводнување под далеководите, велат од АДМЕПСО во предупредувањето до земјоделците. Целосната забрана за движење во шумите започнува од 1 јули и ќе трае се до 31 август.
Поради зголемена опасност и превенирање од појава на шумски пожари на отворен простор, движењето во шумите ќе биде дозволено единствено со писмено одобрување издадено од страна на ЈП Национални шуми или националните паркови, соодветно за подрачјето со кој управуваат. За непочитување на овие целосни забрани за движење во шумите и шумското земјиште на физички лица кои ќе се затекнат да се движат во шума и шумско земјиште, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Главната тема за денешната емисија ни е состојбата со жетвата, со откупот на пченицата. Каква е состојбата, каква е заинтересираноста кај откупувачите? Кои се откупните цени, кои се укажувањата на земјоделците? Што е она што итно мора да се направи да се надмине оваа кризна година во откупот на пченицата? Особено е катастрофална за источниот дел, каде во Овчеполието во Свети Николско приносите се некаде во просек околу 3 тона, Пелагониско малку е подобра состојбата со приносите таму, подруга е математиката, но овие земјоделци тука на вистина се во сериозни загуби. Господин Серафимов, жетвата на јачменот може и да е при крај ако не и заврши. Пченицата веќе во овие региони и тука ќе привршува. Најголемото и најзначајното, најболното прашање за земјоделците, што со откупот, какви се цените? Па моментално цените се никакви, дури да речеме мизерни, од 10 денара. Се зборува дека пченицата ќе биде 11 денара однесена во силоси, во млинове на складирање или да ја продадеш за таа цена. Ние на два состанока бееме во Министерството, не се договоривме, баравме или нешто да се уведат некои интервентни мерки, како пред неколку години што имаше. Министерството не сакаше да прифане ништо од тие работи. Прво одеа со некоја си математика дека ќе има нову род оваа година, меѓутоа родо кај нас во Штипско, Овче поле, Проби Штип тука, нема да биде повише 300 кила, дури ќе биде испод 300 килограма по декар или 3 тона по хектар. Нешто Битола може ќе имат подобар принос, едно 7 до 8 тона нешто викат за пченицата. Меѓутоа, овој дел тука немаше дождове и е многу лоша ситуацијата. Најавуваат некаква мерка, ви стоела на располагање да ја складиштите. Прво, сето тоа е трошок. Вие наместо од тука да ја товарите и да однесете на откуп, да носите на складиштење е една работа, втора работа и тоа складиштење, слушаме, не било платено од претходните години и тоа било проблематично. Па беше проблематично, меѓутоа претходната недела се реши тоа, го платија на овие што складираат на млиновето, се плати. Меѓутоа и тоа не е решение. Дури некои од нив и чекаат ние да го складираме и само чекаат да помине што повеќе време и да го купат пак по истата цена. Не, никој за цената нема. Прво, више кај нас и стоката е многу намалена и затоа нема кој да го користи таа храна. Крупната стока е скроз намалена, почнаа и овците се намалуваат. Сега со оваа млечна криза уште повеќе ќе се намалат и ќе биде многу голем проблем околу Друг, која е логиката да искочат откупувачите и да кажат 10-11 денари? Јас се сеќам сигурно е 10 години најмалку таа цена. Тоа више трошоците се зголемија 5 пати, животни трошоци за работна сила, комбајните земаат дупло за жетва, а откупната цена секоја година е иста. Па, они ја пратат, викат на светската берза, уствари они не ја пратат на светската, они пратат тука кај нас Србија цената, Бугарија и моментално и таму кај цените не са кој знае, мислам и таму са ниски. Истиот проблем го имат и во Србија и тие сакат нешто да штрекуваат, да барат повисока цена, меѓутоа пак и има друга подобра работа, они имат више по 8-9 тона приноси. И плюс имат субвенции. И плюс имат поголеми субвенции во сите околни држави од нашите. Кај нас се намалија субвенциите, баш кашо не се исплатени цела година и кусур каснат. Ситуацијата е многу лоша во земјоделието моментално. Ако се споредуваме со Србија прво се многу поголеми приносите. Произлегува дека не треба да ја одледуваме. Прави ли државата производна цена пресметка? Има ли обврска да прави? Има ли представа до каде сме со цени за да знае дали да интервенира? Па треба да има обврска, меѓутоа на
првиот состанок во министерството, министерот вика дека немале обврска да прават производна цена, меѓутоа направија па и они и министерството и ние самите производна цена излева, да речеме конкретно у нашиот крај тука на 3 тона, да речеме пченица или јачмен, излева дека производната цена околу 18-19 денара. Тоа е скоро двојно од оваа сега. Да. Добро, еве и да нема обврска да прави производна цена. Има обврска ако има пореметување на пазарот да интервенира. Мора да има обврска, како нема обврска пченицата е стратешка култура, како може да нема таквото. Пред 2-3 години воведеа исто производна цена да се прави за гројзето, за лојзето, а за пченицата нема. Мислам, мора да има и треба да има. Треба да се стави во закон да биде како треба обврска. Да стави, да, баш као оваа година до лани почнаа излезеа со некои да се откупува пченица за стокови резерви, за државни резерви. Оваа година исто неќе да откупуваат. Која е причината не знаеме. И за тоа вика дека нема да има. Ние мислевме барем за тоа дека ќе има. Нема, не, кажа и министерот кажа дека нема да има откуп за стокови резерви оваа година. Што ќе прават земјоделците? Кај ќе даваат тапчени? Или ќе даваат по 10 Па, ептен сте во ќоше. Сега сме ставени ептен во ќоше, моментално складираме, кој дека се снајдеме. Ама кој има кај да Да, па направено капацитети за складирање. Да, тука во Штипско имаме ние капацитети. Сега нешто во Прилеп ми изборат дека нема толку капацитети што може да ги задоволат да примат целата количина на пченица да биде складирана. Таму е малку по-проблематично, па ќе видиме. Кои се барањата? Вие како асоциација излеговте дека треба минимум 5-16 денари да биде откупната цена и 16 е малку спрема пресметките. 16 е малку и тоа испод. Што ги кажувате пресметките? Да, производната цена. Ја бараме да се врне старата мерка претходно што беше по 12.000 по хектар да дадат Сега колку е? интервентен фонд. Тај ја нема интервентен фонд, таа ја нема, таа е укината. Плюс од оваа година направија и некои други нови у програмата да мора да имаш продадено 30% од родо. Секој ќе има 30% да продаде. Тоа е само направено уште повеќе да не уценуваат откупувачите или преработувачите. Со тоа ништо државата не може да постигне да се зголеме, да речеме, принос или било што. Кај ќе иде таа пченица? Па мора да заврши на откуп. Па ќе биде тука на откуп, да. И бараме и таа мерка да биде укината, меѓутоа уште нема ништо. На последниот состанок баравме ја 30 јуни, беше последниот рок да се плати концесијата за земјоделското земјиште. Баравме да биде одложено до 30.12, затоа што каснат субвенциите. Така. И тоа не ни го удоволија, министерот вика дека не може да се донесе таква мерка. И се од една страна они може да не ви платат на вас, а вие према државата мора да платите. Па испаѓа така, да. Веќе е готова работата со новата влада на некој начин. Кои се пораките до новиот министер? Што е најважно сега што го чека според вас? Кои се приоритетите на што да се фокусира? Приоритетите најпрво треба да се исплатат субвенциите и да се види таа новата програма што беа правиле, да се направат некои измени. Те викаме вие 30% продадено да се тргнат, тоа нема потреба. Ја не знам зашо ги ставиат тие 30%. Со тоа викаме па дека откупувачите повеќе ќе уценуваат и они знаат дека сигурно мора да продадеш у моментот и така. Ќе видиме, ќе седнеме со министерот, имаме некои предлози, ќе се договараме, ќе видиме што како. Спомна дека стока се помалку има, јачменот се помалку се бара, па и пшеницата. Ти самиот одгледуваш стока. Какво е во свињарството? Па свињарството до пред 2 години беше една од поддоходовните гранки, една од поддобрите, меѓутоа уназад више и таму кај имаме проблем. Живата мера падна на 100 денара и ситуацијата и таму многу лоша. Како што се намали стоката, да речеме крупната и овците и козите, така ќе биде со свињарството. Што значи тоа падна? Од колку на колку падна? Кога беше подобро или колку би требало да биде? Пред 2-3 години беше 140 денара, 150 живата мера збореме. Па падна на 120 и сега више пред година време, цела година е по 100 денара живата мера, 110, меѓутоа последно време е 100 денара жива мера. Ние не гледаме во Скопје дека паднало по месарниците. Па по месарниците може да не е паднало, меѓутоа цената на живата мера е таа. Испаѓа дека трговците само се го зголемиле ќарот. Па трговците не само у свињарството, секаде имаме увози на млеко, на неконтролирано. Биле сме таму некои подписници на некоја цефта и сега имаме тука проблем. Не можеме да забранеме демек увоз, а тука има неконтролиран увоз, изгледа и на се. И затоа се јават овие проблеми. Веќе ќе треба да се ора.
после жетва најдобро е одма да се заора, за да може тоа нели да стаса за следната сеидба. Ќе имаат ли пари земјоделците да ораат? Колку е итна работава вие и ни од пченицата ќе земете ни од субвенции? Дури требаше да бидат исплатени што се вика пред неколку дена, а не итна. Да. Не знам, ситуацијата е многу лоша, баш тука кај нас источниот крај немаше дождове од април месец што се вика, па до сега нема некои пообилни дождове и е многу суша, малку е тешко за орање, па ќе видиме, ќе чекаме да паднат некои дождове и ако дадат субвенции од државата да може да се земе или нафта, да, она што викат боновето, зелена нафта. И тие не се поделени? И тие не се поделени, да. Ни тие се поделени, а имате аплицирано и тоа не е отворено уште за аплицирање за новите? Не, уште нешто системо не работи, изгледа. И тука каснеме, тоа требаше да биде завршено до 15 мај, секоја година беше завршено до 15 мај или до крајот на мај, или да речеме до 15 јуни некојаш имаше пролонгирање на рокот, а сега се уште не е ни почнато. Имате ли млади земјоделци овој крај? Со што се соочуваат и младите и земјоделците од овој крај за да останат земјоделци да бидат? Има ли ниви доволно? Државата дели ли? Млади имаме се помалку и со политика што водеа до скоро. Конкретно да речеме во нашиот регион, може и вие како новинари да направите некое истражување, имаше 4 договора 5, баш на млади земјоделци, индивидуални земјоделци. Површината е чиста, воде се на Република Македонија, меѓутоа некои малку олигарси ја узурпират по 20-30 години више таа површина, а уствари они не ја вработат, дават ја на подзакуп на други. И Министерството имаше договори на дечките, беа чисти се, не ги воведеа во владение затоа што другата страна испадна појака. Сега ќе има судски процеси, па ќе видиме како ќе се одвијат работи. Како тие ќе се охрабрат утре да продолжат земјоделци, да бидат така од стартот со вакви работи се место со трактори и со поправки они со адвокати се. Затоа они бегаат во странство, децата. Друго што имате во овој крај, што освен ова пченицата, има ли сончоглед, интерес за сончоглед? Гледаме и сончогледот ги скратија на пола субвенциите. Има сееме тука сончоглед, некој дел, повише за ловџиите, они некојаш некаде помалку као стимулират. Меѓутоа субвенциите се намалени за сончогледови. И тој го губиме полека од нивите. Да, не е многу значаен за плодоред, да не биде само пченица по нивите. За плодосмена, да. Да родат поише, за тоа 3 тона не може да родат. Се должи ли намалените приноси, се должат ли на заштеди на ѓубриво? Еден период беше скапо ѓубривото, баш кога требаше да се фрла, а некако не се најде на слух од Министерството да се воведе некоја мерка за поевтинување. Мерката се воведе за поевтинување, меѓутоа беше закасната, беше поминато времето за фрлање на ѓубривото. Мада кај нас ѓубривото е поскапо од околните држави од кај нас, исто препаратите за прскање, за заштита, за поскапи од околните држави. Меѓутоа кај нас тука овај регион имаме секој пат проблеми со дождо. Немаме у мај месец кога треба највише да има дожд, немаме дожд и проблем немаме, намалат се приносите многу. Уште колку има овој крај за жетва? Жетвата више е при крај, Јачменото мислам завршен. Јачменото е завршен више пред недела и повише, више и пченицата е при крај. Меѓутоа приносите ќе бидат многу мали. Тука спомна за складиштење за сега да се чека, ќе се чека. Што ќе се чека, не знам. Моментално да, сите складираме, ќе чекаме, па ќе видиме се. Ланска година исто така складиравме, чекавме. Не се покачи цела година, цената остана истата. Јачменот се продаде, пченица викат дека има заостанато уште од ланската. Нема некој да искочи од Министерство да направи анализа какви се приноси во регион. Ние многу зависиме од Србија. Еве ќе земе пример за Србија. Ако гледаме дека има приноси големи у Србија, што чекаме да падне цената? Што складиштиме? Нема во Министерството последните само ќе ни увезуваат тука. Да. Последните неколку години во Министерството е лоша ситуацијата и немаме никаква ни координација, нема ништо. Од терен нема информации, не стигаат. Да. Минути предвидени за блокот стручни совети и како што вообичаено знаеме да кажеме, најважна е превентивата. Во вториот дел од емисијата ќе зборуваме за тоа кои се очекувањата на земјоделците од новиот министер.
го чека многу работа, го чекаат земјоделците да се зафати од каде попрво. Велат проблеми има и со пченицата, со млекото, со сточарството, треба да се разговара за цената на пиперката, допрва ќе треба пресметка за цената на грозјето и таму ќе треба сериозно, веќе има таму најави дека и по годинава црно грозје немало да се бара. Многу проблеми, многу работа, тука сме да ја следиме состојбата, да информираме од терен и да видиме како ќе се одвиваат работите. Господин Велков, по најавите за смена на министерот, ќе имаме нов човек што ќе го вози Министерството за земјоделство. Што е според вас приоритетот, каде да се фокусира за почеток, за да трне работата, каде најмногу гори? Па да, како што рековте, деновиве се очекува дека нашата држава треба да добие, потошно земјоделието и земјоделци треба да добијат нов министер во секторот за земјоделие. И да се надеваме конечно дека земјоделецот и земјоделието ќе ја добие онаа улога која што ја заслужува во нашата држава и дека мораме да кажеме дека има доста проблеми со кои ќе се соочи новиот министер, да се надеваме колку толку ќе бидат решавани. Ние сега знаеме дека не може се одеднаш, но меѓутоа постепено да се решаваат проблемите секој како што ќе доаѓа. Жешка е фотелјата, ќе гори од сите страни, субвенции, што е она, субвенциите има голем дел неисплатени? Па да, фотелите ќе биде жешка, не само овој мандат. Мислам дека веќе 30 година сите оние што се грижеа околу секторот за земјоделие, знаеме колку и како се грижеа. Меѓутоа да се надеваме дека новиот министер конечно ќе ги оправда очекувањата на нашиот земјоделец и мислам колку толку работите во земјоделието ќе се средат. Сега што ќе затекне новиот министер? Мислам дека ќе се соочи со големи проблеми бидејќи имаме пред се прво неисплатени субвенции во повеќе сектори, градинарство, сточарство, ќе се соочи со недефинирани цени пред се да речеме со житото, ќе се соочи со недефинирани цени да речеме со индустријската пиперка и да се надеваме дека уште првиот ден ќе се зафати со работа и полека ќе слегне доле на теренот со сите оние што се занимаваат со оние дејности кои што ќе наидуваат на проблеми и ќе се решаваат лека по лека. Ева во градинарството колку е итно средба да се дефинира откупната цена на пиперката ајварка. Едно од најзастапените култури, многу е значајна и многу ќе биде важно која цена ќе биде. Да, конечно веќе требаше, мислам тоа и малку поодамна да се реши, бидејќи пред сеидбата уште требаше да знае земјоделецот по која цена ќе го продава тој производ и мислам кога ќе знаеше колку количини ќе бидат откупени и по која цена, многу полесно ќе се справуваше самиот земјоделец. Мислам дека сето тоа треба да го зема во обзир нашиот нови министер и дека во иднина ќе се решаваат тие проблеми и сега колку што е можно во брз краен временски период да се реше проблемот околу цената на откупот на индустријската пиперка. Како стоите со доматите, еден период, еден мал увоз, толку ги пореметува цените, треба ли тука да биде вешт и умешен да ги штити домашните производи? Па неминовно ќе биде штитење на домашните производи, бидејќи кога се нудат на пазари енормни количини од наше производство, треба нашиот земјоделец да најде на заштита и некој колку толку да се грижи околу пласманот на тие производи, бидејќи знаеме дека за да се произведе нешто, поготово во овие времења има доста средства нашиот земјоделски производител да оддели за самото производство и да се надеваме дека и во почетокот рековме дека ќе наидува на големи проблеми. Тука е и тој проблем како и на кој начин да се заштити домашното производство, бидејќи многу ќе зависи од тоа дали и колку понатаму нашиот земјоделец ќе произведува. Во ексте на бербите на доматите, сега е полна пареја се бере, има уште за бере. Мислам дека веќе при крај пролетниот турус на производство на домати веќе има доста површини засадени со нови површини од домати и не само домати, дека еве сведоци сме во Струмичкиот регион, веќе спомнавме индустријската пиперка е насадена поодамна, има насади од долга крставица и мораме да кажеме како никоја година, оваа година има зголемени површини со насади од корнишони, бидејќи колку толку тука се издефинирани цените за откуп на корнишонот. А кај доматите како се цени? Кај доматот мислам мораме да кажеме дека оваа година не може да биде нашиот земјоделски производител задоволен затоа што тука е некаде околу границата на чинење на производство на самиот производ, така да мислам дека не може да има некое добро расположение кај производителот на домати.
млекопроизводителите ги видовме минатата недела во Пелагониско, кренаа глас дека ги барат субвенциите, дека треба да се качи цената на откупот на млекото. Во Делчевско има проблеми нерешени. Колку млекото и сточарството ни е фрлено на колена? Па мораме да го кажеме и тој податок дека како и секое производство мора да се најде начин како и на кој начин да се заштити и млекопроизводство, бидејќи по тие цени по кои што го продаваат млекото нашите сточери, мислам не треба и не може да бидат задоволни од понудата на висината на цената на откуп на млекото. Мора да се изнајде решение колку толку за да може и тој земјоделец при самото производство да ги покрива трошоците и мислам имаше дека некои најави ако не дојде до зголемување на висината на цената на самите производи ќе дојдат и до некои протести, но да се надеваме дека нема да дојде еве да речеме со стапувањето на функција на новиот министер ќе лека по лека ќе можат да се решаваат проблемите и тоа заборави да го кажам, мислам неминовно е новиот министер да биде на терен, бидејќи Министерството за земјоделие е теренско и лека по лека да се решаваат проблемите. Сточарството ни е многу важно. Ако го губиме, веќе го губиме сточарството и се чувствува намален интерес за јачмен, секаде ни се провлекува. Па не само тоа, и самиот начин на доаѓање на производ во сточарството, мислам дека и сточарите се соочуваат со зголемени цени на самото производство, да речеме на млеко или сирење, а и останатите трошкови се големи, така што мислам дека и сточарите не треба и не може да бидат задоволни од сето онаа што се случува, но пак ќе кажам да се надеваме дека лека по лека ќе почнат да се решаваат проблемите, бидејќи сведоци голем број на стоката е уништена, бидејќи баш поради те причини што нема задоволство кај самиот производител на млеко и млечни производи и за зачување на самата стока. Кај пченицата имаме апсурдни ситуации. Во закон ни е воведена како стратешка култура, но нема во законот обврска да се прави производна цена. Велат, ако има пореметување на пазарот, државата ќе интервенира, но не гледаме дека нешто ќе интервенира, а цената е 10 денари како пред 20 години. Па тоа е најжалното што пченицата се смета за стратешка култура, а нема никакво решение или изнаоѓање на решение како и што понатаму. Мислам дека дефинирањето на откупната цена требаше да се реши многу поодамна, уште со насадувањето на површините со овие житни култури требаше нашиот земјоделец да знае, барем да знае колку да насади, бидејќи тој колку толку знае од единица површина колку производство може да се добие и на база на тоа, на тие добиени количини, барем за тие количини да имаше пласман по онаа цена која што мислам дека треба да биде нашиот производител, нашиот земјоделец задоволен. Гледаме, им се покачија трошоците, ѓубрето им порасна, се донесе некоја мерка, малку беше задоцнета, они веќе имаа дадено и сега цената од 10 денари несватлива име како е толку ниска. Да, мислам дека цената од 10 денари оддалеку не може да ги покрие самите трошкови, поготово кај оние земјоделци кои што примаат услуга од механизација, макар да е комбајн сам. Да. Еве, да речеме пред X години, барем трошоците околу жетвата, мислам дека беше 600 денари, ги покриваат субвенциите. А сега ги нема и субвенции, да кажеме, а мислам дека висината е пак 600 денари. Мислам дека треба да се води грижи баш и околу тоа, колку толку, барем за тоа се наменети субвенциите да има покривање на дел од трошковите на самото производство, за да може да биде стимулиран нашиот земјоделец за во иднина да произведува. Иначе, како што течат работите, мислам дека ќе бидеме сведоци од година во година, не само кај житарицата, туку и кај останатите гранки намалување на самото производство. Еве гледаме кај сончоледот, ја намалија субвенцијата, се преполови интересот. Да, колку толку веќе почна да речеме некои одредени површини да се враќа, но еве сега што се случува, мислам дека мора да се води некоја грижа околу самото земјоделско производство. Кога сме кај субвенциите, се уште нема најави за новото аплицирање? Мислам дека најверојатно има тука недостиг на финансиски средства и мислам дека новиот министер ќе се соочи со тој проблем, но да се надеваме дека, бидејќи надежта после да изумира, мораме да го кажеме тоа, дека ќе бидат надокнадени сите оние средства кои што се должи спрема самите земјоделски производители. И тука некаде крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Ние ќе ги следиме цел јули состојбите во земјоделството и редовно ќе информираме. Бидете со нас, се гледаме само за 7 дена.